да ви посакам добре дојде во Стопанската комора. Денеска имаме особена чест и задоволство да бидеме домаќини заедно со UNDP, наша партнерска стара организација на Обединетите нации, која што секогаш била наш сигурен партнер во сите наши активности, да презентираме, односно поразговараме за нешто што досега можда сме го сметале за маргинално, а во денешните услови станува се позначајно, а тоа е стратегија изградување за ванредни ситуации кои што ќе значат справување со нив на еден поинаков начин, превенирајќи ги и доведувајќи компаниите во подобра позиција, заради тоа што мислам дека е најдобриот начин за заштита. Ние со господинот Армен Григоријан многу пати сме разговарале на оваа тема, особено во светлото на она што Скопје го доживеа 63-та година, кога може да се руши целата економија, па може да згаснат огромен број животи, како капитал ненадоместив за бизнисот. И мислам дека со овој пример покажа и UNDP и целата меѓународна заедница дека знаат точно да ги лоцираат темите кои што можда нас не изгледаат нелогични, али имаат свој придонес за нашето работење. Така да низ тие разговори создава идејата за ова што денеска ќе го видиме, еден панел во кој што ќе се опфатат сите тие сегменти, а UNDP и господинот Григоријан уште еднаш ќе покажат дека имаат водечко и лидерско место во тој процес. Стопанската комора отвара како комора на иднината нови теми, нови алатки кои што се во интерес и во функција на компаниите. Една е од тие и ова да се припреми за било каква ситуација, како во штетите од тоа биде што помали. Ние знаеме дека тоа на Балканот е слаба страна и можда последната алатка која потребуваме, али треба да престанеме веќе да се страмиме од тоа што сме балканци, треба да излеземе и јавно да кажеме дека сме европејци, дека сме светски луѓе, држава која што може во меѓународните односи да се носи равноправно, предводена од бизнисот и на тој начин да докажеме дека има место за нас во заедницата на народите и во заедницата на бизнисот во светот, која што е неограничена. Сега би му дал збор на господинот Григоријан, затоа што мислам дека он подобро може изворно да ја представи темата, а ние ќе кажеме на панелот тоа што е потребно. Good morning, dear President Azeski. Thank you very much for this opportunity to work together on a subject of today's event that we are organizing, which is business continuity in crisis situations. Добро утро, почитуван господине Азески, председател на комората. Благодарам што не поканивте денеска да дискутираме за една тема, а тоа е бизнисот и реакциите на бизнисот во кризни ситуации. UNDP's experience in this has many years, but most recently we had a COVID crisis in which UNDP globally has developed a programmatic offer. Искуството на UNDP е долгогодишно во оваа сфера, особено во поглед на неодамнешната криза со COVID-19, каде што ние понудивме една програмска опција. And this offer is being modified in every single context where we are working. In Ukraine, it's a different offer. In Gaza region now, it's a different offer. But И ваквата понуда се модифицира во секој поединечен контекст во кој што ние работиме. Во Украина има еден вид понуда, во Газа има друг вид понуда, се според околностите. Of course, in North Macedonia, the context is completely different, and our offer will be modified as per the needs of the country.
Секако контекстот во Северна Македонија е поинаков и нашата понуда ќе биде модифицирана според потребите на земјата. The overarching objective of this exercise, the way UNDP sees it, is to make the private sector companies more resilient, more prepared to the crisis. Сеопфатната цел на оваа вежба, како што тоа го гледа UNDP, е да се направат фирмите, компаниите поотпорни во состојби на криза. And crisis can be of different nature, rapid onset crisis, such as explosions, fires, earthquakes, immediate crisis. И кризите може да бидат од поинаква и од различна природа, како што се брзо настапувачки кризи, како што се пожари, земјотреси и други видови кризи. And slow onset crisis, and best example of this is changing climate. И бавни кризи кои што настапуваат бавно, а најдобар пример за ова е менувањето на климатските околности. And these days, you know, in Dubai, in United Arab Emirates, the Global Conference of Parties for Climate Change is taking place. Како што знаете, деновиве во Дубај, во Обединетите Арапски Емирати, се одвива глобалната конвенција за климатски промени. And there is a dedicated work stream on preparing private sector to the changing climate. И постои посветен тек на работите кој што го подготвува приватниот сектор да се приспособи на климатските промени. In conclusion, I would like to thank our partners in the Chamber of Commerce, thank private sector representatives whom I had the opportunity to briefly speak. На крајот сакам да се заблагодарам на нашите партнери, на Стопанската комора, како и на приватниот сектор, кои што ми дадоа можност накратко да се обратам. And we look forward to possibility of cooperating with private sector companies through the Chamber to make their services more predictable and make them more resilient to the crisis. И со нетрпение очекуваме нашата соработка со Стопанската комора, преку неа со стопанскиот сектор, со бизнис секторот, приватните компании, за тие да станат поотпорни и да можат да бидат поприспособени на било какви кризи. Ви благодарам. Може прашање? Can you ask questions? Кусо прашање. A brief